Ова интересна приказна ја следите по 8 часот, а сега со колегата Никола Станков заеднички ќе го почнеме и прославувањето на денот на планетата Земја, и тоа каде, ако не на местото каде што се читаат првите промени во природата. Дали ќе врне дожд, дали ќе имаме сонце, дали ќе имаме нагла промена на времето, дознаваме во продолжение. Никола, добро утро, и уште еднаш со оглед на тоа дека не сум се видела со тебе, се уште се честитаме среќен празник Великден, но и да ни е планетата Земја. Ете, ќе кажам, чувана од сите нас. Добро утро, нека е за многу години празникот и до тебе, до целата екипа со која прв пат се дружиме после празниците оваа недела. Се наоѓаме во управата за хидрометеоролошки работи ова утро, кога барем во главниот град е сончево време. Можеби нема подобар поклон за денот на планетата Земја, еден сончев ден, но од утре работите веќе ќе се променат. Во УХМР денеска дојдовме да поразговараме заедно со Атанас Угрински, раководителот на одделението за хидролошка прогноза, да поразговараме за нивната улога во прогнозата, за тоа како истата влијае врз еколошките процеси, врз планетата Земја, врз се она што треба и ние да го знаеме, но институциите кога се прават сите оние политики што треба да обезбедат една навистина здрава околина за сите нас кои сме тука. Му велам добро утро, како што најавив, господинот Атанас Угрински со повеќе од 15 годишно работно искуство во оваа област. Благодарам што прифативте поканата. Благодарам на поканата и чест ми е што сум гостин во вашата емисија. Вие во управата за хидрометеоролошки работи ја имате улогата на прогнозер на хидролошките процеси во државата, следење на сите оние водени текови, нешто што можеби на дневна основа некогаш и се подзаборава, ама сите дефинитивно се сеќаваме кога ќе дојде некоја ситуација како што беше баш скоро со излевањето на Маркова река. Па еве, кажете ни повеќе, која е вашата улога во управата за хидрометеоролошки работи и што е се она што се следи во рамки на вашата работа? Така, значи јас сум вработен во секторот за хидрологија при управата за хидрометеоролошки работи и таму се занимаваме со проблематиките околу површинските води, подземните води низ земјата, природните езера, односно мониторингот на нивните параметри, како што е водостојот, протекот на реките, температурата на водите и така натаму, но истовремено и со проблематиките околу хидролошките прогнози, предупредувањата до јавноста, нивното расширување и дисеминација, така што мислам дека оваа област во која што работиме е доста значајна како дејност. Да, секако значајна област, но што е она што ја поврзува вашата област на работа со планетата Земја, со екологијата, со се она што го прави и овој ден важен во однос на тоа како ги гледаме сите оние нешта кои се случуваат околу нас, а во смисла на хидрометеоролошки промени? Воопшто хидрологијата како наука која што изучува водата е многу значајна во тој поглед, имајќи во предвид дека планетата Земја во најголемиот дел, односно 71% е покриена со вода, а само останатите 29% е покриена со копно, од кои што овие 71% што се покриени со вода, најголемиот процент отпаѓаат на океаните, додека останатиот дел припаѓа на замрзнатата вода на половите, глечерите, потоа реките, езерата и мочуриштата. Така што воопшто како хидрологија, како наука која што се занимава со која што е наука за водата, има непроценливо значење во изучувањето на сите тие процеси, параметри и појави кои што случуваат на планетата Земја, а се поврзани нели со водата. Сега кога зборуваме за водата, Македонија благодарност е на сите оние околности кои направиле таква релјеф, но да има баш богати водни ресурси, но кои се оние предизвици со кои денеска се соочуваме кога се во прашање водните ресурси во нашата држава? Така, значи во нашата земја главен предизвик со кој што се соочуваме, еден од главните предизвици е неравномерната распределба на водните ресурси низ земјата и тоа што во последно време го имаме како резултат на климатските промени кои што се поевидентни како и во светот, а не ја одменуваат ниту нашата земја, тоа се понагласените нагли преоди од топли во студени периоди, од влажни во сушни периоди, без некој поголем преод од едниот кон другиот.
период и се почестата присутност на временските климатски екстреми. Така што тоа е она што во иднина нас не очекува. Еве како за илустрација, во претходниот период имавме прилично обилни и долготрајни повеќедневни врнежи од дожд, кои што добро ги наполнија реките низ земјата. Меѓутоа, тоа представува сепак очекувано краткотрени пикови на реките, затоа што дојдоа после еден подолг сушен период. За еве веќе сега во овие денови да имаме постепено намалување и реките да го достигнуваат просекот и веќе под просекот за овој период од годината. Така што просторната распределба на водата, незината одржливост, се како и заштитата од штетното дејство на водата преку поплавите и сушите е главниот предизвик со кој што ние ќе се соочуваме во иднина. Така, тоа е за предизвиците кои се следат на дневно, годишно, месечно, квартално ниво. Како изгледа еден ваш ден тука во работата за во рамки на вашата работа во управата за хидрометеоролошки работи, што се следи, кои параметри на дневно ниво се обработуваат, а кои на неделно ниво? Значи, најпрво ги собираме сите податоци од што ни постојат на располагање. Тоа се податоци од хидролошките и метеоролошките станици низ земјата. Тука посебно би ги истакнал автоматските хидролошки и метеоролошки станици, затоа што тие даваат увид во реално или близу реално време за тие податоци. Во моментов хидролошки имаме околу 40 автоматски станици, а 71 автоматска метеоролошка станица. Потоа, освен овие автоматски станици, имаме и мануелни станици, од кои што добиваме податок. Имаме мрежа од наблюдувачи низ земјата, кои на дневна основа не ги доставуваат тие податоци. Ги следиме нумеричките модели за прогноза, ги следиме сателитските снимки, радарските снимки и сите останати достапни извори на податоци, кои што потоа тука во нашите канцеларии се анализираат, се консултираме како тим, како екипа во однос на можното предупредување и кој би бил степенот на тоа предупредување што треба да го издадеме до јавноста. И конечно, врз база на сето ова, ги дисеминираме нашите прогнози и предупредувања до сите надлежни институции, како и до целата јавност. Така, и кога зборуваме за сите оние податоци кои ги собирате и на дневно ниво и во насока на превенција до некаде и во насока на известување, како оди соработката и со останатите сродни, например, институции, како што се, например, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за справување, кои што па потоа можеби ќе имаат работа врз основа на вашето предвидување кога е хидролошкиот статус во прашање? Така, значи, сите овие надлежни институции го сочинуваат тој систем за управување со кризи, воопшто, меѓу кои тука влегуваат нели и поплавите и сушите, за кои што ние како надлежна институција сме засегнати. Можам да кажам дека имаме одлична соработка со сите овие институции, имаме комуникација на дневна основа, постојано се комуницираме и официјално и неофицијално, така што сум задоволен од оваа комуникација и мора сите овие институции да функционираат истовремено и заедно во насока на издавање на подобри предупредувања и заштита од тоа штетно дејство на водите и климатските настани. Дефинитивно кохабитацијата е важна помеѓу сите институции за да се обезбеди еден тек на нештата кои ќе обезбедат навистина, да речам, здрава околина за сите во смисла на безбедност и слично. Но што следно сакав да ве прашам во таа насока е, во УХМР се подготвуваат некои новини, веќе зборувавме нешто пред почетокот на ова јавување, веќе од август очекувате некои нови технологии кои ќе возможат полесно го следите времето. Што е тоа што ќе го видиме од втората половина на година? Да, па тоа е ова, да кажам, студио или центар кој што во иднина треба да ги обедини сите можни овие податоци што ги спомнавме, сите можни извори на податоци од сите хидролошки и метеоролошки модели, сервери и така натаму, што ќе овозможи за нас полесен пристап до тие податоци, полесна нивна анализа и полесно подготвување на хидролошките и метеоролошките прогнози и нивно дистрибуирање до јавноста.
Што е тоа што би им го порачале еве на оние кои не гледаат, кога е во прашање и денов на планетава Земја, која треба да го подигне јавната свест во однос на зачувањето на водните ресурси кои ги имаме околу нас? Па можеме да порачаме дека водата е присутна како на планетата Земја, така и во нашата Земја. Меѓутоа, апелот е таа да се искористува рамномерно, правилно да се искористува и тоа да биде направено на еден одржлив начин, така што водата како еден од најбитните ресурси на Земјата би ги зачувале и би ја зачувале незината одржливост со текот на времето и годините, да оставиме и за идните генерации да го чувствуваат незиниот бенефит. Така, иако може би директно не сте вие, да речам, баш во првите редови кога е во прашање дневната прогноза, најавив и јас во почетокот на новој линк дека во следните денови, за жал, ова сончево време некако ќе не напушти барем на неколку дена повторно, што е она што, да речам, освен чадор може да го подготват граѓаните во следните денови. Токму така, во наредниот период, веќе од утре попладне, се очекуваат врнежи од дожд, кои ќе бидат со пораен карактер на некои места. Меѓутоа, тоа се класични, типични врнежи за овој период од годината, за пролетниот, за април и мај месец. За сега не се очекуваат поголеми количини на врнежи. Тоа се оние врнежи кои што се едни од најтешките за прогнозирање, се многу непредвидливи, паѓаат на локална, многу мали површини. Така што не очекувам овие врнежи на поголемите реки да предизвикаат некои поголеми зголемувања, туку напротив очекувам одостојот на поголемите реки да биде во рамките на просекот, па дури и под просекот, подневниот просек за овој период од годината. Меѓутоа, ние остануваме да ја следиме таа состојба тука во Управата за хидрометеоролошки работи и за секоја промена навремено да известуваме. Или како што стои вашиот слоган, секогаш пред времето, така, кедај? Па да, соодносно тоа што го најавуваме и предупредуваме со нашите прогнози, може да кажеме дека сме секогаш пред времето. Благодарам што бевте дел од овој разговор. Благодарам на поканата. Елена, ете, успеавме да се информираме од Управата за хидрометеоролошки работи и за значењето на денот на планетата Земја и за хидролошките ресурси во државата, но и на светско ниво и за се она што може да го очекуваме и тука како технологија, но и надвор како временски услови. Се надевам ќе се подготвиш добро од утре, бидејќи нема да биде ваков денот како денеска. Барем такви се најавите. Ете, ви благодариме за предупредувањето.